Марко Маринковиќ Слаткар го привлече вниманието на јавноста уште кога се појави пред 10 години. Музика прави за своја душа, не за да и се додворува на публиката, меѓутоа секогаш за да каже нешто јавно и за да каже нешто гласно. Некои се согласуваат со него, некои се спротивни на неговиот став, меѓутоа никој не останува равнодушен на тоа што го прави. Денеска во студиото на Репортер. Марко, здраво. Добар ден, убав ден, малце ладен ден, ама убав. Првиот снег ни падна. Да. Падна и тоа вчера и се надевам дека видовме колку е фино и доволно ни е. А дали, еве, пошто го спомнавме снегот, те фаќа празнична еуфорија, има уште помалку од 2 недели до Нова година, накитивте дома? Па не, уопште никако не се осеќа таа новогодишна празнична атмосфера, еве можеби од вчера ради тоа што падна снег, али добро, дома ми е накитено, ама ми е накитено коза мачка, така да не е мелка. Имам нешто свети под зид, ама главно мислам дека тек доаѓа тој таа новогодишна фаза што треба да не напресрекни сите нас. Во воведот на интервјуто кажав дека правиш музика за себе и заради тоа што сакаш секогаш да кажеш нешто. Ова го зборувам конкретно за твојата предпоследна песна Отворено писмо, кога беше сватен, да речеме, погрешно. Едните поддржаа со тоа што го кажа, други беа гласни со негативните реакции. Која е вистинската причина? Зошто ја направи песната? Види, никој не кажа дека јас зборам само вистина и се бавам и сум се бавал со факти дори сум ја пишал таа песна. Таа песна ја засенија ботови со тоа типот на колку пари се зел за песната, ти си предавник, ти си пичка и ова све, али никој не кажа дека има нешто лошо у песната, знаеш. На крај ја не сакав да се објаснувам, прво сакав да се објаснам, абе не е вака, чекај, ова се чувства, ја работам со чувства, знаеш, и слично, ама мислам дека правилно направив што се воздржав и уопште не сакав да зборам за тоа, иако ја и сега, а и тогаш мислам дека тоа ми е едно од најголемите и најбитни песни што сум ги напишал во мојот живот до сегашен. Јас се надевам дека ќе пишувам се поголеми и поголеми. Едноставно осетив дека имам некаква одговорност, да ја немав проблеми, не сакав да се мешам уопште у политика, само морав да кажам јавно што мислам, најдобар начин за да се изјаснам јас не е ова, туку тој бит и таа песна и тој текст што можам да го пишам врз тој аранжман. И ја мислам дека постапив најправилно. Прво и основно немам план да се правдам ја дали мене некоја работа ми е платена или не, ја све правам од душа, ама ја не се кријам од позади тоа дека ова не ми е мене работа и не ми е бизнес. Мене од љубов ми има станато бизнес оваа работа, ама мислам дека е дебилно да кажеш дека мене држава ме платила да ја напишам таа песна, пошто после неа дена излезе песна кај што можеш ти да видиш излезе песна што реално е кампањска песна. Ја нити имав план да кажам ништо друго, освен тоа дека не е добро, ама ќе биде уште полошо ако се фати вашиот пат. И јас сега стојам на тоа и
и се надевам дека ќе имаме сите ние подобро и понормално утре и ќе живееме во едно здраво општество што е далеку од таа омраза и тие фашисоидни идеи што пробуваат да не ги наметнат во општество. А што е со песната Амстердам? Дали не ја направи наменски за кампањата на Билка или ја направи за себе и некако се поклопија работите? Кој е твојот став во однос на легализацијата на марихуаната, бидејќи ти си сега и член на Билка, еден од оние кои што се залагаат? Да, јас сум член на Билка, меѓутоа јас се залагам многу долго време, мислам, не се залагам, гледам да таа тема со теков на години да помогнам за да не остане табу тема и за да се збори малце појавно и поише да се општи. Ја мислам дека тоа е едини наш начин за излез од оваа депресивна безработица или безпарица, како и да ја, и да би ја нарекле моменталната ситуација. И мислам дека едини види, ја немам проблем, мене ми е легално и сега, знаеш. Ја мислам дека на сите нас треба да ни биде легално и сите ние да видиме што све можеме да направиме со тој земјоделски производ. Колку пари може да влезат у оваа наша убава ни ненормална држава, ама преубава и држава со што стана пример за држава со лош луѓе. Ја морам да нагласам дека тоа не е точно и дека цела таа депресија, цел тој лошотилук доаѓа од тоа што луѓето немаат пари и тоа без, тоа е гнев, кој знае како се осеќаат, мислам, кој знае, јас знам пред 10 години, јас сум немал пари. Не сум нашол работа што ме исполнува и што ми носи пари, кој што сум нашол сега. Но мислам дека таа Билка може на секој од нас посебно да му носи пари. Мислам, задниот дел од дворот што ви седи со исврлен скроз на скроз и ви служи не знам, ко отпад за старите работи у куќата, зашто да не се искористи и секое семејство да може само да си посади патлиџан, тоест Макдонос позади, и тој Макдонос да му носи 1000-2000 евра месечно. Па ние ќе почнеме, мислам, зошто да не се изградат уште 200 хотели у секој град? Зошто да нема секој аеродром, секој град да нема аеродром? Зошто да немаме еден тон европски и нормални луѓе што би сакале да се преселат овде ради тоа што ќе бидеме лидери, барем у една ствар, тоа не е лошиот воздух, тоа ќе биде оваа света Билка што ќе ни направи, што ќе ни донесе по-здрав, помирен, а и по-комотен живот. Снимањето на спотот беше во Амстердам. Да. Многу ме интересира, дали кога снимавте во улицата на црвените фенери, побаравте да ви дадат дозвола да ги снимате девојките нели во излозите, или беше брат снимај, па ако не брка некој бегаме? Неапсат, не, да. Беше неапсат, али ние гледавме да, иначе самата девојка не е снимана тамо. Добро. Е снимана овде, ама е добро измонтирано и многу добра сценографија
на екипата на Огнен Шапковски, малтене го направи буквално исто кој да е тамо. Мислам, самиве прозори, кваки и слично. Ова е све снимано овде у Скопје, али е направено плански да тоа изгледа ко да е тамо. Мислам, тамо ти не смеш Много да уверливо. сликнеш, камоли да снимаш и да поставиш цел сет. Ама ми се допаѓа дека е баш, еве сега овој дел баш го имаме снимено од страна. Ти можеш да снимаш се од страна, знаеш, ама не смееш да ги снимаш директно нив. И нешто правевме, па бегавме, ке не се, не видоа дека снимаме, па почнаа да тропаат. Мислам, ние у ниеден момент не добивме желба да ги прикажеме нив, баш нив. Прво и основно не е окей, не е људски да ја покажеш ти на светов дека таа жена работи тоа што си работи, знаеш, тоа си е неизина работа, ама на крај крајава јас раскажувам приказни и луѓето и жените у моите приказни се ретко замислени луѓе, така да не значи дека жената што играе улога на курва дека е курва. На почетокот на декември одржа голем концерт во Софија. Бугарските медиуми беа со многу позитивни коментари за концертот, меѓутоа мене ме интересира како си помина ти. Не ти е прв настап во Софија, меѓутоа прв поголем концерт. Доброто у овој концерт е тоа што направивме еден спој на класика и рап музика, ама баш направивме ретроспектива од 90-ти години па се до денес, тоа како би звучело заедно со виолини, виолончела и диџеј. Ја мислам дека тоа ќе биде нашата карта за да можеме да извеземе наша форма на шоу, а тоа е врти сучи поврзано со таа црна музика што ја правам уште од мал и одлично се снајдов улога на МС и диригент. Така да и диригирав и рапував и мислам дека ќе имаме за едно година дена одличен проект. Концертот е сниман, би требало да излезе тамо до април-мај. Освен сето ова што го правиш, ти неодамна глумеш и во бугарски филм и ми ја направи и музиката за филмот. Како искуство беше тоа? Па види, тоа беше многу фино искуство, посебно ради тоа што кога правиш, кога работиш музика за филм, никад не знаеш докај ќе ти стигне таа твоја музика. Пример, филмот им го купија у Јапан. Значи, сите тие песни што се таа моја песна, уште не сум ја чул како звучи на јапански, ама никад не би помислил дека јапонци можат да земат и да ја направат таа моја песна на нивни јазик. Музика за филм е добро, види, ние уште од деца знаеме дека кога ќе почнеш да правиш музика за филм, ти си не знам што. И прво и основно беше предизвик за мене и се палев многу дека ќе направам ја музика за филм и дека ја ќе станам кој знае што. Врска нема, едноставно музиката ако ти е работа, не е битно дали е за филм, дали е за клуб, дали е за радио или емисија некоја, битно е да останеш у тој креативен точак и да работиш само на поише обрта и поише. Како се чувствуваш сега кога ќе се сетиш на времето кога имаше 15 години, кога почна да се занимаваш со музика? На тие години баш трагав
ова што сум денес. Не знаев дека ќе сум тоа, ама се барав сам многу. Бев многу посветен и принципиелен на таа хип-хоп култура. Мислам, тоа се принципиотипот на не сакам ништо друго освен ова моево, и освен ова моево све друго е срање. И тоа се тие хип-хоп принципи што не ги наметнува хип-хоп културата, ама децата кои се дел од тоа, пошто се пуни без вид, тоа е музика пуна без гнев. Ти кога спримаш таква музика, се пуниш со гнев и без. Тоа е фино за да може да те размрда, пошто ти у тие години си див. И е добро, пошто може да те размрда, може да те направи малце поактивен околу тоа што си го замислил дека е твоја цел. У тоа време бев некако, не знам, младо дете што сака да римува. Мислев дека пишувам текстови, дека не пишувам песни. Разликата е тогаш дека тоа се години кога ти требаат пари, а ти немаш уопште. Се сеќаваш ли како ги заработи првите пари? Да. Продавав книги на плоштад. Да, стварно. Продавав книги на плоштад и тоа беа некои, дали имав 2-13 години. Знам дека бев малце така многу помлад, а имав постари дечки од кај мене од мало, што више тоа го правеа секоја година. И кога им се придружив, тоа што можев да шитнам од дома шитнав, по грешка, пошто сум зел некои книги од личната библиотека на татко ми, што му биле многу битни. Кога се вратив дома, јадев шамари, така. Жив, здрав, прав. Прав, да. Од каде приколот Слаткар? Не сите знаат. Па, Слаткар ме завика еден човек у една играчница, ние го викавме тоа време флипери, тоест флиперница, и углавно ме завика Слаткар, тоа е 91 година, 90 година. И некако тој прекар ме следеше низ тој младалачки живот, и од кога ме завикало и Слаткар, ја почнав да се дебелам ко тенк. И више на 13 години, 14, ја бев здраво дебело дете, ама многу дебело. Мислам, и сега сум дебел, ама бев многу дебел. И така почнав, имавме една група и ја почнав да правам соло музика под ова име, тоа е Сладкаристика, и некако почнав да слабеам и да ти кажам, све животот си има некакво значење и све што ни се дешава у животот е некаков знак дека треба да смениме или да останеме таму кај што сме. Како се запознавте со Сања? Кој го направи првиот чекор? 2010 Златна Буамара, 2010 стар вајда февруар, и излезе на бина и почна да ми се пушта. Викам, мало, не се шал. И Сања има истата приказна? Нешто ме искоментира у самиот вако и ми каже као, не си ме прифатил на MySpace или ова Facebook, не знам кој беше активно у тој период. И ја, нели, нормално Сања, не можеш да останеш мирен и да не изгубиш глава тамо, и така, еве ме, сега сум маж, сега ми е жена. После тоа си се утебав, да, и од пуштање и од све. Ти требаше ли време да ја освоиш? Потребаше време, се правеше нешто, дека така,
Не, се шалам. Кој е најголемиот квалитет што го поседува Сања? Мислам дека најдобри особини, иако е многу успешна у својата професионална работа, има голема маркетинг агенција што ја води, и тоа ја води супер. Ја мислам дека најголеми особини кај неа се оние људски особини, онаа људскост што да ја знаеш малце одма ќе ја заприметиш и колку е грижлива за све друго што е околу неа. Тад када која би бирал особина би бирал некоја особина типа праведност, она е многу правична и праведна жена и мислам дека многу особини има фини, не би можел да издвојам баш една. Сања своевремено пишуваше текстови за И сега пишува. Ме интересира дали си побрал да ти напише текст тебе за твоја песна, дали ти напишала некогаш нешто? Не ми напишала пошто не ми пишала ништо ради тоа што не знам, едноставно изведувам друг тип на музика и не би го пел. Ја би сакал да го слушам, да го пее тоа што го пишува она некој друг, али не би го пел ја никад, мислам, не би. Да, напишува романтични текстови. Живот значиш ти. Немам ја проблем уопште, дури се дивам, баш сега пишуваше текст за еден пејач и ми го чита и стварно многу добар текст. Мислам, многу добар поп текст, али не би го пеел ја. Мислам, не дека ја имам проблем со поп или со не. Ја сакам буквално секоја музика, ама едноставно пишувам сам и се уште немам потреба. Може би можела да ми пише некој текст на шпански, пошто знае, говори шпански многу добро и може би побрал да ми пише некој текст на еспањол. На крајот на годината, кога ќе сумираш се што ти се случи во 2018 година, како би опишал, дали си задоволен? Задоволен, баш се тоа го зборевме со Желјо. Не знам ја кога сум бил задоволен, па за да сум сеа. Ама мислам дека оваа година е една добра основа за наредната година. Многу убави ствари ни се десија од оваа година, ама мислам дека не беше доволно конструктивна за сите нас, општо зборам. И мислам дека оваа година се поставија темелите за 2019 да е многу добра година, а 2020 да е савршена година.